Представници на бригадата на Југоисточна Европа Сибрик, кои се стационирани во касарната Боро Менко во Куманово, денеска донираат дефибрилатор на домот за стари лица Зафир Сајто. Станува збор за медицинско помагало кое му дава електричен шок на срцето, за кое се смета дека се користи за време на срцев удар, познати како апарат за електрошок кај луѓето. Донацијата ја предаде командантот на бригадата на Југоисточна Европа, бригаден генерал Билбил Битри. Сибрик повеќе пати во изминатите години донираше на установи во Куманово. Maybe we cannot do everything for everyone, but we can... Ние можеби не можеме да направиме се за секого, меѓутоа можеме да направиме нешто за некого и токму поради тоа сме денес тука како представници на Сибрик да направиме нешто за возрастните луѓе кои што престојуваат во домот за стари лица Зафир Сајто. Our donation is small, but on the words of Mother Teresa, ние сме тука, даваме една мала донација денес и како што рекла и самата мајка Тереза, доколку не можете да направите голема работа, направете некоја мала работа, меѓутоа со многу љубов. И токму тука се 6 држави представници на Сибрик кои што го донираат дефибрилаторот за корисниците на домот за стари лица Зафир Сајто. Искрено посакуваме никогаш да не треба да се искористи овој апарат, меѓутоа доколку навистина биде неопходно, го имате на располагање. This is our first donation to this nursing home, but it's not our first, generally speaking. Ова е првата донација за домот за стари лица Зафир Сајто, меѓутоа не е наша прва донација воопшто. Досега сме донирале на училишта, сме донирале опрема на општината исто така и се надеваме дека и во иднина ќе продолжиме на некој начин да им возвраќаме на луѓето од кои што сме ние дел. And in the future, based on the... Во иднина исто така ќе се обидеме врз основа на барањата и потребите на општината и врз основа на нашите можности да им се најдеме на сите институции колку што е тоа возможно за тие да можат да понудат подобри услуги. And in closing, I would say, as I said, our donation is small, but the credit has to go to the people, to the staff that works in this nursing home, and to director in particular and his own staff, because it's their dedication and their commitment, that the effort that they are putting 24/7, trying to make the life of the third age better and easier for everyone that is in this home. И на самиот крај ќе речам дека оваа донација е мала, меѓутоа заслугата на оваа донација пред се е на директорот и на персоналот кои што работат во оваа институција и кои што се трудат и вложуваат напори 24 часа 7 дена во неделата за да го олеснат животот на корисниците на оваа институција од третото доба. Драго ми е што се случи оваа донација која што практично е плод и резултат на наши контакти со бригадата на Југоисточна Европа од пред 2 години. Тогаш имавме некои други планови, меѓутоа сега дојде времето, сега созреа времето да ја реализираме една и да ја коренесеме една ваква соработка. Практично добиваме една вредна машина, дефибрилатор, која што, да бидам искрен, не беше воопшто никогаш не била во нашите планови да биде набавена и како што рече генералот, се надевам дека истата нема да ја користиме многу, меѓутоа ќе ја користиме доволно, затоа што иако е мала, таа е многу вредна, воопшто не е важна ни вредноста, важно е тоа што спасува човечки живот. И така да се надевам дека во иднина ќе продолжи нашата добра соработка, веќе поразговаравме со генералот на таа тема и исто така се надевам дека во 2025 година домот ќе чекори кон патот на развојот и напредување на и квалитетот на услугата која што ја нуди за граѓаните на Куманово и на Македонија.